Здраво дечки, денес се наоѓам пред Олимпија Моторс, бидејќи возиме нешто специјално, ултра посебно, мислам дека ова треба да спаѓа под спешал епизода, бидејќи возиме електрична корса. Благодарение на Олимпија Моторс возиме за прв пат во Македонија, а и не само во Македонија, и пошироко на региона возиме ние Opel Corsa електрична. Направете subscribe, се гледаме. Дечки, луѓе од Олимпија Моторс се стварно легенди. Ги уважавам, ви благодарам, дечки, стварно многу што јас имам приликата да сум првиот и единствениот во моментов што возам електрична Opel Corsa во Македонија, но исто така и пошироко во регионот. Стварно ви благодарам многу, а вие луѓе посетете го нивниот салон, посетете ги нивните социјални мрежи, видете што се нудат, бидејќи има стварно еден широк спектар на различни автомобили, но покрај тоа нудат, односно Олимпија Моторс се единствените во Македонија кои што нудат електрични возила, половни, но исто така и нови. Таква е пример ова Opel Corsa која што има само 600 километри изминато и затоа речиси всушност ова е ново возило. Јас започнав оваа епизода сега со возење од причина што оваа шеста генерација на Opel Corsa ја имаме возено до сега. Тоа видео можете да го погледнете тука и Opel Corsa, оваа шеста генерација е првиот продукт од соработката, официјална соработка на Opel и PSA групацијата, каде што Opel официјално е под оваа групација, што значи дека ги делат истите платформи, истите агрегати и голем дел од искористените материјали внатре и надвор се исти како во останатите брендови од оваа групација. Тоа значи дека оваа Корса и другата Корса што возевме се буквално идентични под кожа со Peugeot 208 кој што исто така возевме, односно двете ги возевме и тие две видеа можете ги погледнете. Сега електричнава изведба е идентична во поглед на перформанси со електричната 208. Тоа значи дека имаме 100 киловатен електричен мотор кој што има 50 киловатна батерија и произведува 136 конски сили. 136 конски сили во електричен автомобил во град се чувства како 300 конски сили, луѓе. Сана, не знаете колку е моќен, особено ако користите ако возите во спорт режимот. Имаме 3 различни режими на возење, но во спорт буквално ќе ги оставите луѓето со подотворена уста. Особено ние фраери со BMW-ња, Audi-ња, Honda, било што и да е. Што и да не е битен брендот, оние фраери кои што се силат низ градскиве средини, ќе ги оставите со подотворени усти, бидејќи катапулта, луѓе, не знаете, доволно е малку да допрете на педалата за газ, буквално, сега ќе приметите. Шлајф, луда, колку е моќна кола. Ама морате да внимавате на сообраќајните знаци, на прописите, на законите, бидејќи лесно можете да направите прекршок. Колку е брза, страшно, ова е зверче мало, стана. Вау. Јас сум фасциниран од Корсава и од општо од низините перформанси. Сега јас останав со подотворена уста. Но, ајде вака, се вратам на темата. Ќе ја оставите со подотворена уста сите оние фраери, но имате уште два други режими за користење, тоа се еко и нормал. Нормално самите имиња на овие режими си кажуваат што се нудат. Во еко е малку потромав, поштедлив, нормално тука па ви дава многу повеќе километри за возење, но затоа во нормал имате нека средина на перформанси и средина на километри за поменување. Најчесто ќе го користите нормал режимот во урбаните средини, но исто така тука ви препорачувам за возење да го ставите и во брейк режимот менувачот. Сите електрични возила имаат автоматски менувач и најчесто нудат и брейк режим за возење. Тоа значи дека штом ќе отпуштите педалата за газ како сега, автомобилот
сам успорува, во ова време ги надополнува батериите и за комплетно да застанам ми треба минимално да притиснам на педалата за кочниците. На таков начин многу помалку се трошат кочниците, многу повеќе се добива на километри за праѓање и едноставно само малку треба го смените режимот на вашиот стил на возење за да го навикнете. Значи не е ништо тешко, не е ништо комплицирано, баш ќе ви биде многу поедноставно и полесно возењето. Сега друго прашање, што е друга различно од класичната Opel Corsa, нели? Класична и оваа електрична изведба. Ништо, освен неколку ознаки надвор, што ќе видите кој што асоцира на електрично возило, тоа што позади имате отвор за полнење, односно на истото место каде што се точи гориво, сега тука е поставен делот за полначот. И друго, буквално се е исто. Во поглед на вожња дали има некои разлики? Да. Какви? Многу е подобра. Како? Поради тоа што се поставени батериите под седиштата во подот, да, зголемена е вкупната тежина на возилото за отприлика 300 килограми, но е значително многу по-стабилна, дефинитивно многу по-стабилна, имате многу поголема контрола над самото возило и многу по-добро се управува. Зошто? Чиста физика, тежината е пониско, гравитационата сила е исто така пониска и едноставно ви нуди многу по-добар баланс на тежината на целото возило. И тука имате опција за многу да си играте, бидејќи буквално како ќе го насочите, така управува, така врти. Стварно, јас сум фасциниран. Буквално сум убеден дека Opel и Peugeot прво ја направиле електричната верзија, па после се рекламе да направиме уште бензински дизел изведба, да видиме како ќе изгледа. Ова е стварно идеално. Најглавното прашање, дали реално во Македонија може да се вози електричен автомобил? Јас ова ќе ви го кажам. Не е реклама ниту за Олимпија, ниту за Opel, ниту за било кого. Да ги имам во моментов парите на располагање, јас сериозно ви кажувам, се размислувам за купување на Opel Corsa E или треба се види кои други автомобили во оваа цена се на располагање во Olympia Motors во моментов. Зошто? Бидејќи пред се кратат многу финансии. Немате сервиси, немате големи давачки за делови, немате немате редовни посети во сервис, нели, за мал голем сервис. Едноставно тука трошоците за сервис ви се плочки, кои што не се трошат така често ако користите во брейк системот, и течностите за стакла. Толку е, значи не воопшто не е комплициран автомобил за одржување, ви заштедува многу пари. Второ, ви заштедува многу пари на гориво, бидејќи полнењето на струја во моментов кај нас е бесплатно на јавните полничи. Ако го полните дома, ќе ве чини некаде околу 300 денари за 300 километри, што е живо џабе. И другиот елемент е кој што едноставно со електричните возила мора да го внимаваме тој момент, ја зачувуваме нашата околина. Нема загадување, нема загаден воздух и на таков начин ние помагаме за нашата здрава околина. Тој сегмент исто така е најбитен и мораме многу повеќе да внимаваме. Дали во реалност имаме доволно полночи во Македонија? Сметам дека треба многу да се работи кај нас, дека треба многу да се инвестира, дека треба да има се повеќе. Исто така културата на нас останатите возачи мора да ни се подигне на повисоко ниво, од причина што често знаат луѓе да се паркираат непрописно на места резервирани за електрични возила, се паркираат пречат на одредени луѓе, односно на оние кои што имаат стварно потреба се паркираат таму за да полнат. Но и покрај тоа, јас стварно во Македонија во моментов би купил електрично возило, би го користел, бидејќи многу ми е помирно. Ми треба возило кој што буквално секојдневно го користам навака натака
Буквално би го купил бидејќи многу добивам. Океј, јас стварно сакам такви моќни мотори, го сакам тој звук, но секој ден кога ќе размислам колку ќе заштедам, колку ќе добијам со возило, колку ќе помогнам. Вау, дефинитивно. Opel Corsa е. Сега ќе прашате, добро, која е цената? 27.000 евра чини оваа Opel Corsa во Olympia Motors. Да ја нарачата нова во Opel ќе чини од 35.000 евра па на нагоре, во зависност во која опрема ќе ја нарачате. Така да оваа понуда во моментот во Olympia идеална. Ај сега да застанам и да видиме од внатре надвор што се нуди. Си гледаме за кратко. Океј, застанавме сега да видиме на кратко од надвор. Кои се разликите? Ви реков, нема драстични разлики, освен прва работа, овој амблем е дека е електрично, другиот амблем е позади кај Корса и други работи нема различни од стандардната Корса. Тоа ми се допаѓа бидејќи не сакам ако возам електрична кола да се разликува драстично од останатите, сакам да си е нешто нормално што го имам кај Корса, изгледа убаво. Друга работа е тука наместо да има простор за точење на гориво, тука е поставен сега полначот. Толку од разликите надвор. Сега да видиме внатре. Внатре си е исто како стандардната Корса, нели, нема некои драстични разлики, тоа е само, мислам, тука повторно си имам 7-инчен екран кој што работи, окей, нема кочење, нема заглавување во менито, едноставно мени, ми се допаѓа оваа косина, истото го кажав и со претходната Корса. Можете да го поврзете телефонот без разлика дали е Apple или Android. Очекував само да има full дигитален дисплеј пред возачот. Имате едно мало дигитално дисплејче конкретно во оваа опрема, другото се е инаку меко и квалитетно изработено. Една работа што не ми се допаѓа, тоа е рачката од автоматскиот менувач. Мислам, рачката е стварно убава, но едноставно не ми се допаѓа бидејќи е истата од Peugeot 208. Би сакал да има Opel некој свој белег тука оставено, но во ред. Другото гледате како убаво изгледа, сега се префрлуваме позади. Тука позади и кај стандардната Корса кажав дека се едни од поудобните седишта за еден мал градски автомобил. Истото го кажувам и тука, бидејќи се е исто, имате доволно простор за нозете, без разлика да го вратите малку седиштето поназад. Пример, јас кога возам го враќам малку поназад. И тоа е тоа. Мал, но висок тунел. И сега се префрлуваме позади кај багажникот. Багажникот за едно мало градско возило е прилично практичен, можам да кажам. Нема куќи и закачалки, односно куќи има, закачалки, и закачалки има, тоа не го очекував. Добро, доволно голем за да поставите багаж кој што ќе го користите за едно вакво мало градско возило. Под оваа даска има само цет за репарација и во глобала тоа е тоа за оваа електрична Корса. Јас тука само морам да им се заблагодарам уште еднаш најмногу на Olympia Motors, бидејќи ни дадоа ваква прилика да бидеме единствени во Македонија и пошироко што возиме електрична Корса. Направете subscribe, посетете ги нив и се гледаме наскоро со вакви интересни и уникатни возила. Чао!